Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на утринското еспресо со Златев и Боцевски. Не. Државно го запослевме Боцевски. Уште не можам да се прилагодам дека го нема. 5 души најдов не можат да го сменат. Брка таму кредити подпишуе со Унгарија прави, а ние овде се занимаваме со дневно политички прашања. Утринава на Боцевски столчето му го чува Драган Милосавлjević. Добро утро на сите. Никој не може да го замени за Боцевски од кога го вработивме државно. И ја и Драган се најдовме во небрано, и он Горан го запосли државно, и ја и Ивица останавме двајцата во приватниот сектор да се бориме за лебот. Знаеш како викаш ти, приватно не се менја. Да. Јас вчера АНБ има нов директор. Да, Бојан Христовски. Бојан Христовски. Јас сум тука лично како да кажам, засегнат. Инволвиран, не сум го наместил ја, да се разбереме, но поради него, поради скоро 5 години на Лидер МК објавив класифицирани документи за тоа како преку политичка монтажа и фалсификат Агенцијата за национална безбедност му ја уништува кариерата на младиот тогаш експерт за антитероризам Бојан Христовски. Кога го објавив тоа, Бојан него ни познавав. Објавив документи во кои буквално за да не добие вработување од УБК во АНБ, во ново креираната агенција, се измислуваат работи за него и за неговото семејство, дека татко му бил терорист, а нема врска, човекот е програмер во пензија, дека бил лидер на тврдокорни, тој не ги ни познава тврдокорни, некои такви работи, и со врз база на таа безбедносна проценка него трансферира од УБК во АНБ. Овој човек објавив само поради внатрешниот порив за правда. Кога ги разгледа фактите, утврдив дека Викторио Димовски и Јовче Ременски, двајца поранешни високи функционери на АНБ, еден раководител и еден директор, сакаат да се пресметаат со еден млад човек само поради неговите квалитети и само поради тоа што не е припадник на нивната партиска каста. Кратко потоа, со шок го примив обвинението против мене од страна на обвинителството, кое поради објавените вакви шокантни документи за злоупотреба побара да лежам помеѓу 5 и 10 години затвор. Тоа беше тешко и за мене и за моето семејство. Со неверување гледавме дека може поради објавена злоупотреба некој да биде суден. Се сеќавам на загриженоста на мојот покоен татко, кој токму во тој период доби диагноза за канцер. Почна судска битка која трае се уште. Еве скоро 4,5 години. Можеше и брзо да заврши. Имав понуда преку кругови блиски до паранешниот премиер Зоран Заев да признаам вина, да почнам да работам за власта и за тоа да добијам условна казна, поради која не би одел во затвор. Не прифатив. Реков дека нема да признаам вина, затоа што сум информирал за нанесена неправда, плюс не сакав да работам за таква штетна власт, не сакам да работам општо за било каква власт, вклучително и ова која сега е во Македонија, колку и да се сладки парите, кога работиш за власт, особено за таа претходно. Ова не сум имал случај на понуда за корупција. Наскоро потоа го запознав и Бојан, со кој станавме блиски пријатели, стеравме и роден ден и мекици и се што, но до ден денешен не сум му кажал од каде ми се информациите. Не беше тој изворот и он, кој, како, што. До ден денес и нема никош да му открием ниту него, ниту на судот. Помина 4,5 години веќе, од кога трае судскиот процес, лидерот портал стана радио, јас се оженив, станав татко, го изгубив татко ми, а судскиот процес продолжува. Наредното рочиште ми е негде околу 20 ноември. Вчера Бојан беше назначен за директор на АНБ и ќе ја води институцијата која сакаше да го уништи. Се чини во неговиот случај правдата е задоволена. Некаква чудна е ова
Космичка правда. Му посакувам многу среќа и многу успеси во работата за која е целосно стручен. Но во исто време му порачувам дека нема никаков долг кон мене, ниту јас кон него. И му порачувам дека не смее да ги повтори грешките ниту на Викторио Димовски, ниту на Сашо Мјалков, и дека конечно во Македонија службите треба да бидат демократизирани. Доколку ги прави истите овие работи, иако имаме некаков однос, од мене нема да добие различен третман. Сметам дека е млад и малку со поинакви доктрини во однос на тоа како треба да функционираат службите и дека конечно може да придонесе за некаква демократизација. Се извинувам, Драган, што го земав под илмот. Не, јас сакав да додадам, јас вчера го поздравив Бојан во Заспие, ако можеш. Прво, човекот е младолик, не е толку млад. Па добро се. Да, прилично е младолик. 40 години нема уште. Да, добро, ама изгледа помлад од тоа. А второ, се забавува вчера со некакви наслови од типот опасна партизација. Бојан Христоски станува шеф на АНБ директно од не знам каде. Тоа го пишуваат портали кои што сами по себе се толку партизирани, што на човек му доаѓа така малку да му се превртат тревата. Кога доаѓа на функцијата, Бојан не е партиски функционер, претходно беше. Може би треба да се дебатира дали имал право, немал право, таму законот како е, доколку е законски, да, мислам дека е законски назначувањето, затоа што во моментов кога седнува на фотелјата, тој не е партиски функционер во никој од политичките партии, симпатизер секој може да биде секому, па дури и доколку работи во МВР и во службите. Сега треба да видиме дали независно и непартиски ќе води институцијата или ќе продолжи постките на Викторио Димовски, на Јовче Ременски. Ако го прави тоа, ние ќе го гониме. Ако го прави тоа, ако стане уште една, тоа се гледа брзо, знаеш, и се дознава многу брзо. Мислам, пошто го познавам човекот, пак ќе кажам, мислам дека има малку поинаков сентимент во однос на овие работи. Сум разговарал многу со него за овие прашања. Тој сега класифицирано е, не смеам да открием што работеше предходно, да не го повторам делото, но тој предходно работеше теми поврзани со тероризам и кои немаат баш однос со Македонија, и прилично стручен. Он е поранешниот директор на Паркинзи. Да, он бил директор на Паркинзи, ама пред тоа има 17 години кариера во службите, каде што од млад инспектор има стигнато до раководител некаков, има обуки во странство, има обуки и сертифициране од многу безбедносни институции од НАТО системот. Добро, како и да е, ти на 20 кој таму ноември веројатно ќе си добиеш ќуза? Па видиш ја, судот ако продолжиш со откривање на тајни. Мене ми беше повикан како сведок бившиот директор, Бојан ми беше повикан како сведок, бившиот директор на АНБ Зарко ми беше повикан за сведок и Викторио Димовски и Јовче Ременски ми се повикани за сведок. Сега Зарко ќе треба да го сменам, затоа што треба Бојан да биде два пати сведок, и како директор и како засегната страна, да видиме како судот ќе го третира цело ова. Ременски е во Италија. Да, јас би сакал судскиот процес да продолжи, затоа што јас не сакам сега оние фори обвинителство ќе повлече, вака ќе биде, така ќе биде. Не, сега обвинителот до крај нека си стои на работа, јас сакам пресуда. Значи не сакам и цело време во текот на судењето, ја дури притвор за самиот себе си побарав. Кажав дека ќе го повторам делото доколку видам ваква нелегалност во службите, пак ќе ја објавам. Значи, не ме стаја во притвор, добро, но сакам да ви кажам дека не сакам сега некој да ми повлече обвинение. Не, сега обвинителството нека си стои до крај. Како што си го по кривичната пријава на Викторио Димовски, нека си постапуваат. Добро, да го представиме и да му се извиниме што му го земав. На денешниот гостин, почитуваниот професор Жидас Даскалски. Добро утро, Жидас. Да, добро утро. Вака, кога ќе почека професорот, малку е намрштен. Ова ми го прави на мене во студиото на Заспија, ако можеш.
меѓутоа верувајте почитувани слушатели и гледачи дека професорот и тоа како има што да каже на разни Па добро, свирка, че во последно време лошо поминуваат господин Златев. Знаете сам што се случи. Па видиш сега, а 7 години брадата му растеше. Ајде сега малку да видиме, ја ќе ви одговорам со една контрапровокација. Да. Жулијан Асанж е жив доказ дека на Запад постои демократија. Затоа што по целата битка која ја водеше, на крај е ослободен. Кажете ми еден дисидент од Кина и од Русија што излегал од затвор. На кој начин е ослободен? Тоа треба исто да го кажеме. Фактички призна одговорност за новинарство, односно за бранање на јавниот интерес. Спогодба фактички имаше. Кажете ми еден ваков пример од Кина и од Русија, оддавач на вакви информации, кој е жив, знаете, доколку Асанж ова го направише, што го направи на западната безбедносна инфраструктура, доколку го направише во Кина и во Русија, до сега ќе го изедеше. Помрачи на многу пати. Да, некој плутониум ќе му даде паке. Новичок. Некоја таква Или комбинација. ќе рипаше од зграда или нешто ќе. Така што Тука нема ништо спорно. со сите дефекти, он е доказ дека тука функционира демократијата. Да, Шашева ли функционираше, ми рекол? Мислам дека Асанж сепак не е адекватен пример за ова што го зборуваш. Мислам цел свет гледаше што се случува со човекот, како го држа 100 години во на фамозна амбасада во Лондон и потоа во затвор. Мислам дека и да не беше толку многу јавноста на негова страна, зборуваме за светското јавно мислење, толку многу на негова страна и него ќе го изедеше мракота, мај сега тоа е. Што би било? Па нема примери што ги изедело. Дали спарува за Челси Менинг, им направи за огромни Едвард игри. Сноуден. Па Едвард Сноуден побегна на време. Да, ама не отидоа новичок да му фрлат. А мислиш не можат? Ќе го најдат во Москва како не може. Епа, се знае. Добро, сега тоа е принцип исти, остале со нијансе, како викаше Балашевич. Епа не е останал човечкиот живот. Дали е жив и ќе се појавува по документарци или не е многу важно прашање. А Менинг што бидна со него? Стана жена едно време? Па не знам. Да, стана жена, тотално го смени полот. Тоа е таа. Да, таа сега, ама мислам дека уште е во ќуза некаде. Не сум сигурен да не Да, во навлегувам. затвор. Ама добро, еве. Барем знаеме дека е во затвор, а овие во Кина не знаеме никај си. Да. Па реално кај нив таму како беше она на влада седат и само му го тупка некој. Не бе, е слободна. Еднаш оне што е Осуден собственикот на Алибаба го снема од јавност. Да. Осуден на 35 години, ама после 7 години Го пуштиле доста му, А, веќе излезе од затвор, добро. Да, 7 години излезе поминале. тоа 2017 е Челси Менинг. Поздрав до господја Менинг. До господја Околу тие господја. Што и да. Како е тоа на англиски, ново англиски тие? Или има хи, ши, тие? Да. Не, за мене ми е тоа прекомпликувано. Ајде да се вратиме малце во нашиот свет, во Македонија. А професоре? Што? Кога ќе видиме ние конечно демократизирани служби? Ете ти. Тоа е многу тешко прашање. Вие сте тамано безбедност професори многу. Како ќе го прокоментирате, да се, пошто е многу широко прашање, како ќе го ја прокоментирате програмската определба на владеачката ВМРО ДПМН е да ги спои Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност во една безбедносна институција? Ме интересира анализата тука. Инаку факт е дека сме имале реформи на службите, последната заради оние прислушкувања каде што настрада Мијалков. И кога дојде еден експерт со експертска екипа и направи еден извештен, така наречен прибев, извештена прибев, после што следеше реформа на службите. Така што во рете имаат идеја, програмска, супер, ја тераат очигледно. Би било добро да слушнеме во јавноста кои се нивните аргументи дека тоа е суштински потребно, тоа соединување на агенциите за разузнавање и национална безбедност. Не е дека тоа е новитет и ние ќе бидеме уникатна држава која што би имала таков еден систем на заедничка агенција. Има и во други држави, меѓутоа еве уште еднаш да кажам, аргументите се потребни да слушне јавноста и обичната и експертската зошто е тоа суштински потребно во овој момент. А и ќе не интересира
кои ќе бидат значи односите и каква ќе биде улогата тука на владата, премиерот и председателот, бидејќи знаеме дека едно е односот председател Агенција за разузнавање, а во еднина каков ќе биде тој не ни е Добро, познато. како е сега во агенцијата? Значи да им објасниме на слушателите. АНБ делува внатре, значи ја штити националната безбедност, а Агенција за разузнавање се Джеймс Бондовите, они собираат информации од страна. Надвор, да. Верували или не, и ние имаме нешто такво. Значи, вака да се... Добро, еве од филмови FBI го знаат луѓето и CIA ги Да, знаат. значи, FBI е АНБ, а CIA е АР. Агенција за... Добро, ма навистина за- делува компликувано за кога ќе се разузна- спојат во Или едно. од оние постарите, ако слушаат Коси Удба се добро. А НС Да. и сега е ОТА по право, тие што следат комуникации, што Па не е прислушуваат. баш така, ама да не одиме се во детали, Така, бидејќи провизорно ајде дека, речеме, површно да површно, кажеме дека е ОТА. За постарите Кос и Удба, еве, тие се оваква Контроба вештајна, Служба и Удба. Управа државна безбедност. Да, Е сега, така. Агенција за разузнавање одговара пред председателот. Како што, нели, MI6 во Велика Британија, Джеймс Бонд одговара, На он кралот. одговараше пред кралицата, сега новиот унаредно продолжение пред кралот ќе одговара. Да. Нели? Не знам сега, одбрали нов Джеймс Мислам Бонд. дека да, оној што го глумеше Супермен, ама не сум сигурен. Белец е? Белец. Не, расизам. Чист расизам. Дали е тој? Да. Да, сакаме да биде црна жена. Црни тие. Еве, Да. ние гласаме да биде црни тие, да. Да. Значи, одговара пред Добро, да, председателот и како изгледа председателот го назначува, го бира демократски, што се случува таму? Сега, знаете дека и имавме свежо номинирани директор и заменик директор на Агенција за разузнавање. Независното работење на таа институција би требало да биде такво, самостојно, независно. Номинирањето врз основа на критериуми кои што се сврзани со кариерен развој и по проценка на председателот е во рацете на тој функционер во македонската политика. Меѓутоа, како што реков, агенцијата треба да работи независно и самостојно, без да има директно влијание на председател или па на други политички функционери и фигури. Колку тоа досега било така, дали тоа било така, вие сами знаете, уредниче за политиката на нашите служби. За жал, наместо да се занимаваат нашите служби со конкретни проблематични појави и потенцијални криминално-терористички групации, тие занимавале и меѓу другото со следење на политички противници, па и со обструкција на патриотски движења и групации. Ето кога да се вмешам, се занимаваа со мене и со Горан Момировски, меѓу другото. Бевме токму од Агенцијата за разузнавање обвинети за некои неверојатни чуда и криминали од типот загрозување на државна безбедност, не знам, загрозување на државен поредок, па ни запретуваше казна до 27 години и така натаму, токму затоа што мислам дека Горан објави некое Ама добро, интервју, што немаше никаква врска со работата на Агенцијата за разузнавање, ниту па одаваше некакви тајни на агенцијата, ниту па контаминираше, дискриминираше и не знам што, било каква штета и правеше на агенцијата. Не само Горан објави дека жената која што е задолжена во таа второстепена комисија за оценување на работата на Агенцијата за разузнавање добила автомобил од тогашниот директор. И заради тоа што го објави Горан, двајцата стоевме пред суд, односно во јавно обвинителство, и таму ни држаа предавање дека не го загрозиле државниот поредок. Како ние имаме врска со надворешен непријател, еве не ми е јасно, па и со внатрешен или било каков непријател, но тоа е факт. Така што во право сте професоре, тотално безбешни работите, јас се надевам дека оваа нова постава и во едната и во другата агенција ќе знаат што право таа кој дојде до тоа фамозно спојување, какво и да биде, се надевам дека ќе тргнат тоа се по инакви параметри. добро се. Па да се надеваме се, што да кажем. Не мора да значи. Не мора да значи, може да се случат чуда. Не, особено во Македонија, знаете сега. Им дајме професоре шанси или многу шанси дадовме до сега? Па не е само оваа институција, генерално сите институции на владата беа узурпирани од една неспособна власт и која што ги користеше за своји лични или партиски интереси.
материјалите и наводите, можностите за корупција во минатиот период беа огромни и многу од тие докази што беа презентирани во јавноста ќе бидат и ќе треба да бидат процесуирани. Меѓутоа и да не се докаже на некои министри, секретари и така натаму корупцијата, јасно е, со голи очи се гледа и се знае дека владата и министерството не функционира како што треба и дека на оваа нова власт ќе треба уште малку период да ги земе конците под рака, да почне да барем да функционира нормално државата. Не зборуваме сега за спроведување на нови проекти, нови стратешки опредоби така натаму, туку да само да се подготват работите и да се функционира како што треба. Практично од нула. Тоа го повторуваат и од минус до нула да дојдеме. Од минус да дојдеме на нула, тоа вчера го зборуваше и министерката за финансии Којчовска Димитриевска, дека има таков параспор, ова е мој термин, не нејзин, направено што навистина не се знаело кој пие, кој плаќа, биле разделувани пари провизорно според пријателски врски. Значи, отидени се работите многу далеко а од друга страна народот си сака инстант решенија. Ама и нормално дека ќе сака сега. Значи никој не може да ги амнестира новите од било што. Народот сака веднаш. И сега ти ќе му кажеш, ама знаеш како се заглавиле овие 500 милиони, милиарда евра се заглавиле, фрлени се пари на погрешно место, давани се без ред и без поредок и закон. Народот на тоа вика, добро сега, веќе бравме да го смените сето тоа. Ајде менувајте. И тука мислам дека нема да имаат кој знае колку простор за маневар, да. Доста краток, оние 100 дена што помина и тоа е тоа. Сега ќе се удира од сите страни, ако ме прашате мене, па и веројатно така треба. Мада, професоре, бидејќи сте експерт за меѓународни работи, се разбира, вие сте впрочем и советник, надворешен советник на претседателката. За надворешна политика. За надворешна политика. Интересна изјава имаше премиерот Мицкоски сега, дека во Берлин има многу добри разговори со Шолц и не знам колку тоа и помина на јавноста незабележано, добил писмо од известна господја која што е специјален представник на Емануел Макрон. Фактички писмото е од Макрон, таа му го предала со некои нови детали и потоа рече дека опозицијата ќе биде разочарана во целава работа и дека некои идеи сосема ги менуваат нештата во однос на спорот со Бугарија. Само тука да утврдиме реалноста. Реалноста е дека ние имавме на катастрофален договор, односно катастрофално политичко действување на минатата влада во однос на Бугарија и така наречениот предлог Макрон, француски предлог. Тие го потврдија фактички бугарските барања во заедничките седници на владите и во записниците од тие седници на влади, кои што ги се викаат на бугарски протоколи, а кај на сега исто ги викаме протоколи. Па добро, братски јазици сега. Па братски, не братски, сепак треба да си го чуваме нашиот. Вие сега најдовте, па сега зашо протоколи се? Не, добро, чисто јас инсистирам дека Златев не е ситничар. Протокол во меѓународно право има друга смисла, во кај на записник од седница е записник од седница. Дали е на наставно научен совет или од влада и така. Не битно се тоа семантики лингвистички. Но темаше да се каже токму вака. Содржината е вметната во преговарачката рамка, прифатена од владата, тогаш што сите земји членки на ЕУ. И сега вие кога се обидувате нешто да направите, еве го и Кристијан Мицкоски премиерот и така натаму, се обидувате направите промени во нешто кое што ви велат кога се среќавате со чиновници во Европска унија или со влади на земјите членки, тие ви велат, ама видете сега ова вашата влада, вашата држава го прифати. Да. Ние сега како сакате да менуваме нешто што е зацртано од вас самите. Значи почетната позиција е катастрофална. И јас искрено чекам да ме изненадат новите властодржци со некакви можности за промена. Јас не сум убеден, јас сум напротив голем песимист дека тие нешто може да сторат. Дури и сметам дека искрено треба да се обратат да јавноста да кажат луѓе овде не можеме да направиме никакви промени, таква е состојбата.
За жал, вината е на минатата власт, меѓутоа ние ќе се обидеме колку што е повеќе можно да ги неутрализираме тие негативности од договорот кој што го постигнала минатата влада, кој што е сега дел од преговарачката рамка. Да, голем проблем. И овој Румен Радев постојано повторува, преговорите завршија 2022 година. Нема што понатаму да разговараме. Меѓутоа, добро, ова, ајде да речеме нова проактивност, во секој случај би требало да биде корисна. Ако што друго и бугарите и овие во Брисел, па и во Вашингтон да видат дека сепак имаме влада која што функционира на поинакви основи. Да, ќе видат и толку. Мислиш дека ќе видат тоа? Тоа е тоа, јас сега дај Боже што се вели да грешам, дај Боже да не изненадат со некакви позитивни вести, односно можности за исчекор и промена. Меѓутоа чисто се сомневам дека некој во Берлин, Париз, Брисел ќе се засекира толку многу и ќе кажат да, стварно вие имате аргументи и вашите аргументи се точни, дајте сега да се преговара одново и да дојдеме до нова преговарачка рамка или да толкуваме така креативно што ќе биде во ваша полза. Не верувам, гледате со што се занимава Европска унија, тие имаат толку големи социјално-економски проблеми, толку големи проблеми во меѓународни односи. Војната во Украина им тежи, не се знае кој ќе победи во Америка. Ако победи Трамп, ништо случајно да се повлече од европскиот простор, може би дури и од НАТО, иако сега тоа не изгледа толку веројатно. Но во секој случај ќе ја остави Украина на грижа на европјаните. Имаат и други проблеми сврзани со внатрешна реформа. Гледате, имаат голем пораст во централноевропски земји, па и во Франција, па и во Италија, Австрија, секаде има пораст на десница која што ја викаат радикална, а всушност го одразува сентиментот на граѓаните. Се уште Европа е место со најдобар животен стандард на планетата, убедливо пред сите други. Како порано времето ЕПП, Европа е најдобрата место, најдобрата алтернатива за Република Македонија. Затоа ние се викаме тамо сега, да не се лажеме. Значи се уште Европа продуцира, вака да бидеме искрени, на Северна Рајна, Вестфалија има поголемо БДП од држави како Турција, Русија, тука негде околу Кина. Турција, да не претеруваме, мислам. Мислам дека веќе се изменети тие работи, но добро. Да, Русија, да. Дајте проверете се. Турција, баш би ме изненадил. Вестфалија. Додека проверува Златев, значи да продолжиме. Два случаи, јас веќе тоа го кажав во јавноста, меѓутоа добро се повтори, два случаи каде што земја кандидатка успева да ги добие своите битки со земја внатре членка, се битни да ги знаеме, тоа е односот Италија, Словенија, Хрватска, односно Италија, Словенија, каде што за она прашање на италијанското малцинство протерано по Втората светска војна од земените имоти и така натаму, имаше жестоки дебати и во десницата во Италија на тоа инсистираше да биде на некој начин компензирано, на некој начин легализирано. Се смени власта во Италија, левичарската влада им прости, така едноставно да кажеме, и на Словенија и на Хрватска, и тие немаа потоа проблеми во интегративниот процес. Тоа беа сериозни проблеми за двете земји, меѓутоа таму имаше промена, па политичка промена во земјата членка, па се случи чудо. Кај нас во Бугарија нема да има промена, гледате таму сите цел спектар на политички партии од леви до десни до преродба од проруска или каква и да е, сите се на линија дека позициите кон Македонија не се менуваат и тие де факто не се менуваат уште во комунизмот, па сега 70 години се исти, да. Вториот случај е Хрватска, Словенија, околу заливот има спор, па бродовите ќе пловеле, нема да пловеле и така натаму. Спор во кој што Хрватска како послаба странка имаше поддршка од големите членки на Европска унија и од САД. Така Словенија мораше да попушти. И сега во таа констелација ние ако го гледаме примерот на Македонија, Бугарија треба да видиме дека не писмо пратил Макрон преку советник, туку Макрон сам се залага да се смени собствениот предлог. Значи Франција да ја поддржи Македонија, Германија директно да ја поддржи. Што вака изгледа нереално. Немаме стратешки сојузник вистински, да, онај како што имаше Германија, Хрватска со Германија. Можда ќе имаме во САД, оваа влада се зближува со еден претседателски кандидат, доколку тој победи, можда што е ризично. Морам да се исправам. Северна Рајна, Вестфалија, една од 16 држави во Германија. Има
839 милиарди БДП, Турција има 1 трилион, сега зборуваме за место каде што живеат многу помалци луѓе од каде што живеат Турција, но доколку ги земеме првите две, да речеме, од 16, Баварија и Северна Рајна Вестфалија, тогаш имаме Повеќе од Турција. скоро двојно повеќе. Добро, ама само ти за најразвиените Значи, сега да се разбереме. райони во светот сега. Добро. Па добро еви по неразвиените да ги земеме. Ако гледаме пер капита, тие имаат негде 2-13 пати подобри се од Турција сега. Па затоа турците одат во Германија, а не обратно сега да не се лажеме. Но мене ме интересира, професоре Даскалски, една ваша анализа, ако може, кратка еве. И гаранциите што ги Да, бараме. не сум видел Не германеци. верувам дека некој ќе не ги понуди. Значи ние бараме сега гаранции дека ова, ако е ова прашањето, а еде Бугарија да влезат во устав, ќе влезат со црногорци, не знам Хрвати, какви да. Дека тоа е последно барање кое што ќе се сврзува со идентитетски прашања, се друго да биде Копенхаген, реформи, демократизација, правосудство и така натаму. Не верувам дека некој може експлицитно гарантира, да. Не постои такво што во Имаме рамките тука на два преговорите коментари повторно ќе се кој случи. мора да ги прочитам. Ајде сега Од коментари. Оливер, нашиот слушател, редовен вели. Оливер, Зошто? не Андонов. Не, Оливер Андонов е за во други институции, не е за радио. Вели, зошто многу јавни личности кои го поддржуваа ВМРО сега не се задоволни, а за првите 100 дена што да се направи? Ако Жидос не е задоволен од ВМРО, нека најде друга партија. Што значи се? Фала на коментарот, интересен е. Кои се личностите кои што не се задоволни треба да се провери. Во принцип јас не сум член на партија, за владата коментиравме дека имаше најде параспор, што би рекол колегата Драган. Не, ама знаете што е Дека треба многу се работи се да главниот проблем, знаете ли кај е Жидос? И ова е Делабински многу точно што го читува. Човек сега и да сакам да најде друга партија, која друга ќе ја најде? Сите се утепани. Да отидеш, сметам дека еве дури во овие сега 100 дена стварно е така, што може Сите се утепани. што може да направи владата? Има одредени резултати, има одредени политики кои се добри, има работи кои многу време треба да поминат да се смени, има работи во кои е потребна малку повеќе за влагање од нивна страна, се тоа стои. Но главниот проблем во Македонија во овој момент не е тоа. Главниот проблем во Македонија е што ние немаме во Македонија алтернатива се уште изградено политичка. СДСМ и по бројките кои ги гледаме само тоа не се понадолу. Левица е на некој, како да ги наречам, тие протестни гласови, тука може да стигне до некои 100.000 и така натаму, но тешко дека конвенционални гласачи понатаму би ја гласале. Нема алтернатива. Тоа е главниот проблем за демократијата. Нема кој да излезе и да каже луѓе која ќе биде се стратегијата за Не ЕУ. може да има празен Кој спор. ќе биде Добро, јас не сум политичар, требаше да се јавите во Будимпешта на еден ваш колега да прашате како тоа функционира трансфер од една во друга партија. Не мислам на тој што се вика Никола. Ама сега немој так. Немој. И ви се само ЛДП и СДС бил живот. Сигурен си? У ВМРО никад не бил член. Добро, Значи, да. сега. Како вика, самиот да кажува вицот. Можеме, има тука многу поадекватни од него. Ај сега немојте само муабети му вадите, ја ќе го бранам човек. Што ќе правиме со Филип Петровски? Тој има 78 партии сменето. Има сега луѓе што се функционира. Весна Јаневски има поише партии сменето од Ивица Боцевски. Зашо никој тоа не го збори? Сакаш да кажеш дека Боца Да. е само поставен на онака на пиедестал како Абе, човек кој се стереотип менува. му вадат на човекот. Он бил живот у две партии, у СДСМ и у ЛДП. ВМРО го зима како експерт да биде вице-премиер. После политички аналитичар, сега е непартиски дипломат човекот. Зашо вака му правите вие? Не знам тоа, јас не се мешам во Ја целиот уште си го бранам, ако разговор, отиде. Јас седам на неговото столче, морам да видам Човек, неутрален значи, столче, тоа е да. топничко, а? Што е поентата, значи, не друго е поентата. Еве со назначувањето на нашиот драг колега во специјален пратеник во Будимпешта веќе го изгуби на некој начин моментот со јавно говорење во емисија и критика, така? Да. Значи, сакал некој можеме да го сметаме како политичар сега. Државник. Државник, добро. Државник.
дипломат. Идејата дека нема алтернатива не значи дека сите што го попълнуваат јавниот простор, вие, Драган, сите останати кои што немаат политичка функција, нема да зборуваат критички кон владата. Добро, но ова е многу интересен момент. Јас го На крај заговарам не ми истото. поега да бранам владата. Јас го На крај заговарам истото памет. дека јавноста, медиумите во овој момент играат улогата на опозиција во недостаток на реална политичка тоа е опозиција. суштина. Тоа е, па Кој ќе го Но артикулира? тоа не ова? може да трае вечно. Тоа мора да тој просто мора Кој да бе се Драган? исполни. Кој Филипче Па не може не да го знам сега пополни. кој. Ја го гледам Филипче на пресконференција, човекот појма нема кајтера. На пресконференција многу се интересни ја демантира Богданка Кузевска. Како да ти кажам, таму е све забавно, иако да не забораваме, Венко Филипче рече дека во ноември стартува ново партиско раководство, дека се стабилизирани, дека ќе почнат јако, да видам да не верувам. Може ли, професоре, бидејќи го односе Златев во друг правец, разговорот малку само да се вратиме, ме интересира една работа. Што мислите вие? со гаранциите во Европа или Не. кај сме се? Дали за Македонија е по-добро, бидејќи имаше такви дилеми, да преговара и испреговара со техничка влада во Бугарија или со политичка? Тие што велат дека техничката влада е подобро решение, го заснуваат на тоа дека на тој начин никој нема да преземе ризик, односно сите заедно би се согласиле. А тие што го заговараат теоријата дека политичка влада би била подготвена на некаков компромис, велат дека па да, ако еден Бојко Борисов на пример успее да се позиционира доволно јако, ќе може да ги голтне критиките на опозицијата која и да е во Бугарија и да пресече ако биде под притисок. Како да ви кажам, ова се изгледа како она позната фраза сметка без крчмара да си брат. Добро, сега анализираме, размислуваме. Ние анализираме најдобро сценарио каде што во Бугарија би имало некаква прилагодливост кон решение позитивно да. за Македонија. Ама нема такво, како да ви објаснам. Во моментов нема, нити гледам во блиски иднина, тука го гледам ризикот на десувањето на нова влада да на некој начин испадне во јавноста неуспешна. Реалноста мислам дека е лоша за нас. И колку побрзо се приспособиме на таа реалност, веројатно толку подобро. Меѓутоа треба да се обидуваме да действуваме во насока на некакво поволно решение за нас. Во таа констелација, ако постои поволно решение, дај Боже да изненадат, еве писмо, не знам, сигнали од Шолц и така натаму, ако има некој позитивно решение, најверојатно за Бугарија би било поедноставно тоа да го изведе техничка влада. Каде што вие правилно зборувате, во случајот одговорноста ќе се разлее кон сите и кон никого. Многу потешко ќе биде за тоа бугарско националистичко општество кон Македонија да политичка влада, дали е десница, најверојатно десница, таму Борисов и неговата партија ГЕРБ ќе победат на овие избори, дали ќе се остави владеки друго прашање. Значи, ако тие превземат одговорноста, па тие ќе бидат на некој начин предавници во очите на нивната јавност кон бугарското дело наводници. Така што од тој аспект, ако ние имаме некакво поволно решение кое што Бугарија би го прифатила, за Бугарија е најдобро да биде техничка влада што ќе го прифати. Бидејќи едноставно фактички никој нема да преземе. Па да, апсолутно. Од оние што се борат за власт. Добро, има логика во тоа, меѓутоа морам да признам дека вашиот песимизам така ме загрижува, професор. Или песимизам, како викаат, песимизмот е всушност реалист со без розови очила. Овдека, има навистина многу коментари. Ајде, дајте коментари. Инаку што ќе се Не ги случи? напагајте левица, нешто, па дајте. Филип Петровски, што е сега, со што се ним добро? Некој напишал, Суарет, го знам Суарет, за да кажете за анкетата каде ДПМН има пат од 7%. Јас кога што ја видов анкетата, ВМРО му бега на СДСМ 3:1, а Христијан Мицкос му бега на Венко Филипче 5:1. Во принцип, ова што го зборува... Суарет нешто видел, чул, прочитал, не разбрал. Ова што го зборува Здрав и жив да е. што е можно да се случи, еве баш Бугарија е пример. Еве, всушност баш Бугарија е пример што би се случило. Ајде? Разочарувањето евентуално на граѓаните од политиката, од политичките партии, од понудата на политичките партии во опозиција, па и од власта, да речеме, ќе рефлектира веројатно со апатија и неизлегување на избори. Значи, еве,
Бојко Борисов го спомнавме. ГЕРБ си го држи својот рейтинг. Тој горе-долу 1-2% варира Да. во однос на тоа што е стандарден. Значи 26, 27 до 30% оди во со потполна мобилизација. Предпоставиме дека ВМРО ДПМН оној спектакуларен резултат од мај нема да го постигне, тоа ќе има некој рейтинг, но она што ќе се случи е незадоволството да не отиде кон СДСМ, очигледно нема некоја го последна Ја причина. морам да банирам луѓе тука од нити коментари. кон левица или други опозицијски структури, едноставно луѓето нема да излезат да гласаат. Одреден период, значи ќе немаме политичка алтернатива, па потоа ќе се створи вакуумот, ќе се пополни. Да, јасно. Зашто да банираш некого, извини? Па не, очигледно имаме луѓе со ментални проблеми овде. Вика, го тераат гостинот бурек да прави како да прави бурек, универзитетски професор у го странство. видов, да. У странство. Емисија Јанко јади бурек, Не, на што се мисли? не знам, не го разбирам, ова е толку нема никаква кохезија ова што сака да го каже, толку неповрзано. Зборува не вика, па и водител од кои точки, запирки, извичници, те зема од тебе за гостин. Некој се забавува рано нема наутро. кој да земе да овакво да те пратат некаде бурек да правиш. Сега како ќе правим? Мада денес бурекџиите се поплатени од универзитетски професори, е тоа како тема. Може и подобра алтернатива би ти било тоа во животот. Викаат пица мајстори во Москва и други популарни ресторани имале одлични и подобри плати. Да, Од професори. Во Хрватска ги викаат пица јоло. Јас имав еден обид за пица јоло во Хрватска пред 20 години. Каква левица еден вели партија за мали Добро, твојот став према левица е позната, Златев се разбира. Јас знам дека новото раководство Но не би се согласил дека протестен глас е. Веќе левица се етаблира како една Глас ме политичка кај левица, структура јас- која што си има гласачи кои што не Јас се еве одма- само протестни. одма да пуштам одна шпекулација, АНБ сега има човек во највисоко раководство на левица. Па, си знае убава Пасиев. Опа, Да. Интересни вакво спекулации. Опа. Да. ту смо, Да. ту смо. Добро, Да. добро, тие се... Да. Добро, тие се приказна сами за себе. Ние зборуваме за ова што условно се нарекува establishment. Се согласувам со професорот целосно дека ВМРО практично во моментов е сам се борат сами со себе и тоа е опасност. Па Тоа е опасност. Јас си го кажувам и во лице и на министрите што ми дагаат во емисија дека најголемата опасност е токму тоа. Да помислат дека се семокни, дека нема кој да им се спротивстава и тука да изгубат тој контакт со реалноста што е. И дури еве ако дај Боже да се откочи процесот со ЕУ и преговори. Таму има реално две од три сценарија не се добри за Македонија и нити за Албанија, нити за Западен Балкан во однос на проширувањето. Ајде? Број 1 е да Европска унија реши да се реформира пред да се проширува. Ама тоа е добро. Зашто Тоа е добро, шо? Па тоа. шо па ние па комесар која ќе имаме у ЕУ, жити се. Еве, ние да станеме, тоа Антонио Милошевски да го збореше, и јас се слагам со тоа, да станеме неравноправна членка на ЕУ. Односно да ги имаме сите поволности на членството у ЕУ, освен нели политичкото, да не можеме ние да ставиме вето, пошто стварно Балканот особено Ама се и покажува. тоа е под знак прашање. Тоа ние ако ЕУ вето ќе прво ставиме на реши Германија, може да се не купи со реформира, се. а потоа да оди со приклучување на Западен Балкан и овие други земји кои што Чека, зарем тоа кандидати. не е решено веќе, Жидос? Не е решено воопшто. Не, зарем не е решено дека они ќе се реформираат, првин пак ќе примаат. Така. И сега го гледам, Еди Рама вели 2030, ние сме ќе бидеме готови, ќе влегуваме. Значи, Како? само да довршам. Ако ЕУ почне да се реформира пред да донесе геополитичка одлука да се прошири, тоа ќе значи дека ќе се изгубат години и години во тие нивни преговори и договори, а ние нема да мрднеме од статусот што го имаме сега. Без разлика, дури утре да почнеме преговори. Значи, ова е и најдобро е да не изненади владата на ВМРО, ДПМН и вреди, и овој другиот, како се вика. Знам. Да не изненадат и успеа магично, вака и онака сме го откочиле процесот, преговараме. Меѓутоа, ако во меѓувреме ЕУ реши да се фокусираат прво на внатрешни реформи, па после на проширување, ние сме заглавени. Тоа е едно од двете лоши сценарија. Второто лошо сценарио е доколку наредни за председавање се Полска. Да. Полска и Балтичките земји се јастреби во војната со Украина.
во Украина, или рускава агресија и така натаму, и сигурно е дека после ќе го потегне прашањето на проширување во однос на Украина, Молдавија, можно Грузија имаат избори на 25. А во Грузија случуваат чуда сега. Значи, што сакам да кажам? Ако фокусот се сврти кон Украина, отиде возот повторно на Западен Балкан, ништо нема да направиме, бидејќи јасно ќе биде дека во принцип на некој начин ќе се бара компензација, брзината на влегување на едните со другите, а земја која што е во војна, војната не знаеме ни како ќе заврши, меѓутоа кога и како и да заврши ќе треба да има реконструкција, па обнова на институции и така натаму. Значи повторно ќе заглавиме години, децени да не кажам. Тука баш убаво доаѓа коментарот на известна господја Дафинка. Баш во апропо ова велија, што мислите одредено време да ги игнорираме бугарските барања, да не им даваме токава важност и да се свртиме кон домашната сцена. Мислам дека дел од пораките на актуелната власт така и може и да се читаат, ние да направиме квалитетен живот овде. Единственото нешто е тоа, не знам како се викаше коментаторката, меѓутоа во секој случај Фремкова. Во секој случај, единствениот пат наш кој што е потребен во моментов во тоа владија, тоа треба да се очекува од нив да се повторува и да се притиска е да одиме напред во внатрешното консолидирање на државата. Значи друго е кога вие барате таму нешто од Берлин, од Париз, од Брисел, а внатре состојбите ви се никакви, судството е поразително, јавна администрација не функционира, економијата е на колена и така натаму, а друго е кога се е средено имате чисто досие. Значи образот и образот ќе го имате да барате нешто, а и формално ќе биде само едно прашање кое што е битно да се реши, а тоа е некакви билатерални односи кои што се проблематични во однос на Бугарија. Па јас би се согласил за ова, сега морам да признам, ние ако направиме добра држава, повеќе или помалку, дали ќе биде да не се разбереме. Ама ајде да ја направиме конечно, знаеш. Па добро да, тоа нас мене, значи треба Европа дава пари. Ако сме реални, бегам од микрофонот кога се наѓаме. Ама ајде. Значи еве они ни даваат некакви пари, така нели сега ќе ни одвојат некои колку ќе дојдеме до планот за развој. Меѓутоа третото сценарио исто така не е многу оптимистички. Првите две се ужасни за нас. Третото сценарио, да, еве има помакнување во процесот и почнуваат преговори со нас, меѓутоа генерално Западен Балкан е закочен. Вие ако ги видите процесите што се случува, очигледно е дека Црна Гора сега има билатерален проблем кој што толку не е многу во јавноста експонира, меѓутоа има проблем со Хрватска. Што е таму проблемот? По промената Балкан и двете земји, тоа е проблем. Па сега, по промената на власта во Црна Гора, сега во летото дадоа една резолуција во собранието црногорско. За Јасеновац, за тоа ли беше, да? За Јасеновац и другите логори, меѓутоа ударно беше за Јасеновац. И сега де факто Хрватска ја блокира Црна Гора. Требаше да има самит на Западен Балкан и ЕУ, кој што идеално ќе беше содржи во Црна Гора, меѓутоа не содржува една земја, најверојатно Хрватска, тоа го блокира. И ќе ги блокира и понатаму. Тоа тешка лакрдија е тоа, ако сме. Значи Црна Гора сега заглавена во слична ситуација како нас. Србија е заглавена затоа што ја притиска да воведе санкции кон Русија, башка прашањето со Косово. А Вуџич тоа не сака да. Косово е заглавено бидејќи не постои правно земјено за 5 земји од ЕУ. Босна и Херцеговина има. Тоа е уште пола, да. Босна и Херцеговина има нов проблем со изборниот закон човековите права, случајот Ковачевич и така натаму, а башка таму односите Република Српска, Федерација Босанско-Хрватска се на никакво ниво. Албанија реално единствената има некаков напредок, меѓутоа да се ослониме дека Албанија брзо ќе напредува, а другите ќе останат позади, би било и апсурдно и непрактично за Европска унија, бидејќи да не забораваме Црна Гора и Србија се кандидатки 12 години веќе преговараат и би било навистина несоодветно Албанија со експресна брзина да испреговара и влезе во Европската унија. И после тоа, но мора да бидеме искрени дека Албанија покажува резултати. И од државите од регион, значи, во овој момент Албанија, ние сме најголема трагедија од сите. Ние бевме на ниво со Хрватска, дури малку пред нив, сега у моментов сме позади Албанија. Па 20 години претходно некој да рече слушај Албанија ќе оди во ЕУ пред нас, се го сметал за
Малку Па така. и кога се примаше Банија во НАТО, банскиот министр за одбрана рече: "Вау, каков шок за нас сите, Македонија не влезе, ние влеговме. Како е тоа возможно?" Да. Значи, Инаку Бутлески Игор вели многу песимистички од гостинот. Не знам кога некој кажува реалноста такав каква што е, може да звучи песимистички, овој што сака Златев да го банира, а не го донира, сега вели вика и гости од левица да видиш колку ќе ти биде гледаноста. И така. Не, ја ги викам, ни страфиме да дојдат, затоа што тука ќе им бидат поставени прашања кои нема иначе слободно, а Пасиев кога сака, еве нека дојде, ја јавно телевизори нудев на Ванковска да дојде, не дојде и избега. И заврши така како што заврши, нели? Нормално. Но. Значи, Со Ванковска ги регулиравте односите Даскаловски, јавно пишуваше и против вас, и против. Па, видете, јас имам коректни односи со професорката Ванковска и колеги сме и долгогодишни пријатели, така што она што била политичка борба во даден момент во некаква вид на кампања е едно, а личните односи се друга работа, да. Добро. Драган? Па ова е доказ за демократичен поглед на професорот, ми се чини, на целата работа. Да. Професоре, бидејќи стварно наистина многу добро ги познавате и работиве надвор. Да не навлегуваме сега во прашање од типот сега дали Израел ќе удри на Иран до 5 ноември, како што објави CNN, или не знам дали планот на Зеленски ќе профункционира. Вчера беше објавено конкретно што значи тој план на Зеленски. Морам да признам дека планот е За жал на Украина, нашите сојузници, не им се пишува добро, се помалу има интерес во Америка за таа војна. Во принцип, на терен гледаме понаш успеам да видам на вести Русија напредува. Кај напредува бе Русија? Не во знам, Донецк. некои од тие Заглавени се немаат ни 20% од Украина земено, нели за 2 дена ќе влезе во Киев. Сега за 2-3 селца правиме муабе таму. Добро, ова е сериозна војна тамо. Значи. Меѓутоа, планот на Зеленски ми беше, јас очекував нешто не речам по-оригинално, нешто по-суштествено. Тој вели да влеземе во НАТО. Прва точка. Па не може да влезете во НАТО сега, реално. Нема да ви да влезете во НАТО. Второ, дајте ни оружје да гаѓаме подлавоко во Русија. Па веќе рекол дека не сака да дадат, зашто им е страв дека Русија ќе ги нападне базите во НАТО, ќе почне Трета светска војна. Оној момент што можеби и вчера го читав кај многу аналитичари, бидејќи ме интересира, беше отворена понуда за западните компании да црпат украински ресурси, барем така беше прочитано. Имаше и шпекулации, сега тоа тешко може да се потврди, сепак е војна, дека Борисмо и други Монсанто и други американски компании ја купила најплодната земја во Украина. А Украина е житница која што нели бараше простор спреку бродовите да има проток и извоз на тие житарици. Со оно Истанбулски договор, така Па беше. договара и мислам дека се спроведе со проблеми, меѓутоа се спроведе. Украина е извор на многу минерали, суровини и има голема индустрија, наоѓалишта огромни на не само на јаглен, туку и на некои ресурси што се стратешки. Меѓутоа, вака од страна гледано изгледа како еден очаен обид да повторно го привлече вниманието и поддршката на САД и ЕУ, кои што за жал се уморени и не знаат веќе како да ја поддржат Украина во смисол на финансии и на оружје. Па добро, ама Европска унија токму сега даде соопштение дека ќе опали нови 35 милиарди или колку беа таму за Украина за оружје. Па треба да се даде, таму се штити Значи, не навлегуваме во тоа дали треба или не, него е даваат уште. Уште даваат пари. На браникот на демократијата и се. На браникот на цивилизацијата, наспротив варваризмот. На браникот на цивилизација, добро колега, значи на браникот на, како викат, цивилизацијата, се тоа во ред, но ние сме тука и реалноста да ја гледаме и да ја коментираме. Инако, ако гледаме со розови очила... Не гледаме со ова, баш не се розови очила, ова се баш очила дека таму се случува тоа што се случува. Тоа е несомнено, се согласуваме. Проблемот не е што Украина војно не победува, Украина економски пред колапс, доаѓа зима, русите за жал
им ги срушија, им ги бомбардира, им ги уништија Шмигалј рече 90% од 90% од изворите на топлина. Да, се уништени. Зимата у Македонија е некогаш Не, блага. Украина е друга приказна. Украина таму е север, да. таму е ладно. Да. Трамп, како вели, за 24 часа ќе речен таа војна, како ќе го принудам Зеленски да прифати пораз, а на Путин ќе му речем прифати го зашто инаку тешко тебе. И сега имате наговестувања дека на некој начин е популарно да се изразиме Зеленски ќе оди курбан, односно Украина ќе оди курбан, во смисла на тоа што е планот во САД со евентуалната победа на Трамп. Понатом имате умор во Европа. Воено не можат да постигнат да ги снабдат со доволен број на гранати. Економијата, како и да го свртите, тие пари што се дават од некаде доаѓаат, нели? Добро, паметно им беше ова со користење на замрзнатата руска имовина, па профитот од таа. Профитот, да. Тоа добро, ака интелигентно е смислено. Иако некои велат, зашто не ми го дадат едноставно замрзнатиот руски имот, меѓутоа тоа веќе ги менува сосема парадигмите на економските системи. Кога направите тоа, кој понатаму ќе вложува пари во ЕУ и во САД, ако може да ви ги земат и да ги дадат кај ќе сакаат. Да, се работи за тектонски поместувања во меѓународниот правен поредок и меѓународниот финансиски систем. Да. Не за друго ќе има самит на земјите од БРИКС, каде што тие ќе дискутираат алтернативи на постоечкиот западно или американски предводен Тој сега систем. е самит, нели не 24-ти кога беше? Да, сега наредната Во Казан. недела во Казан, така е. Има ризик, значи до сега финансиите генерално меѓу банките секаде 99% до 2022 февруари беа преку тој систем во Белгија SWIFT. SWIFT, да. Америка го предводи, го доминира, да речеме, и е нешто кое што го користат и нашите банки, впрочем. Европа има еден систем се вика СЕПА, тоа е на европско ниво, ние се обидуваме да влеземе во СЕПА, Црна Гора е на добар пат да влеземе и се надеваме и ние, зашто тоа ќе донесе благодет за македонските граѓани и фирми. Меѓународниот е SWIFT. Сега со системот на санкции заради агресијата на Русија, непровоцирана, како е фразата, доаѓаме до ситуација да земјите од БРИКС размислуваат да воведат свој систем на меѓународно тргување преку банките. Но можат ли, професоре? Не знам, Значи, прилично е компликувано се. Лизга в терене, Да. Кина, например, тргува со САД, нели има суфицит, ги купува нивните државни обврзници, тие се како систем на споени садови. Од друга страна, Кина има свој систем на работење со преку банки, меѓутоа е далеку помал од SWIFT и се уште користи SWIFT. Дури Америка санкциите кои што сака да ги доуточни во однос на Русија, се закануваат на кинески банки да престанат да вршат размена со руски банки, затоа што ќе ги исклучат од SWIFT. Така што ќе биде тоа веројатно Многу интересна шаковска игра, тоа е чудо. Шаковска игра, тука е и употребата на долар, значи со 2022 агресијата и одговорот на САД веќе и обид има на многу земји, вклучително тие на БРИКС, да го трнат доларот како средство за размена. Ама не оди некако. Па не, оди баш. Не може туку така да се Некако поише се користи од 70 претходно. години нешто. Па меѓу себе не го користат, сега ако сме реални. Повише, помање, не знам, Русија и Кина меѓу себе тргуваат во рубли и во јуани, например. Оваа страна на светов очигледно е насочена кон тоа да не зависи од доларот, напротив, тргуваат во рубли и јуани. А што мислиш, извини мака што влетов со друго. Обвинувањето на Зеленски дека Демократска република Кореја, така се викаше? Северна Кореја, освен оружје почнало да праќа и војници во Украина. Да, веројатно е точно и не е невообичаено затоа што Русија и како ја викаме ние Северна Кореја се во се поголема држави со иста идеологија. Русија Ако сакате да живеете во таква држава, подржувајте ги се. Не е битно. Да се клањате на лидерот, дали се викал Путин или Ким Сонг Ун. На кого му се однесуваше оваа златевната, разбираме? Па на сите што ги подржуваат. Добро.
Значи овие двете сега се во голема преградка, дури и договори безбедносни. Не, ама дали тоа ја менува сликата, ако теоретски Северна Кореја испрати војници на фронтот? Зеленски од тоа излекува заклучок дека тогаш би можеле да влезат и целина НАТО во целата приказ. Ако влезе Новата изјава беше Украина не војува со Русија, Украина војува со Русија, Иран и Северна Кореја, оската на злото. Да. Индиректно да, ама сега директно да видиме ако се појават такви војници во Донбас и каде се војува таму ќе биде доста навистина доста проблематично да се одбрани тоа од меѓународна правна точка, бидејќи Русија инсистира прво нека не е ни во војна со Украина, тоа го нарекува специјална операција, да. Војна операција и така натаму. Но како и да е, оваа војна е збир на прва, втора и трета светска војна. Прва светска војна затоа што има ровови, утврдени позиции од бункери и така натаму. Втора светска војна заради артилеријата, бомбардирањето кое што е убитачно. Овие фрлаат некакви бомби кои што се мокни скоро на она атомската што фрли американците во Јапонија, че Америка фрли атомска војна во Хирошима и Нагасаки со огромна моќ на уништување и стотици илјадници жртви. Овде сега имаат русите некакви ненуклеарни, меѓутоа капацитетни бомби кои што ги фрлаат и уништуваат се околу себе. И трета светска војна, затоа што тука има кибер војна и има војна со дронови и со уреди за пробивање на одбрана на непријателот кој што се сме ги гледале само во sci-fi филмови. Баш, тоа сакав да го кажам. Не знам ни од супернова генерација. Дали може да ги крстите дури и дронови, тие се големина на мали авиони, така што управувани со џојстик, управувани од соба како оваа тука и со сателитска навигација, значи навистина еден спој на прва, втора и трета светска војна во едно. Поентата ми е и да дојдат или да дошле стотици илјади северна корејци, таа многу нема да ја промени, нема да го промени балансот на фронтот, кој што е битен, кој што е зависен од технологија. Да. Технологијата. Добро. Овој истиот што никако да го абонираш Златев сега бара да се јави во живо. Како? Истиот овој што планираш да го абонираш од преска, сега бара да се јави во живо, сака да каже нешто. Не дозволуваме. Вие сте тука за нас да не слушате. Да продолжиме со евроинтеграција. Јас немам таква идејата на Златев. Тој вели добро, што ако немаме политички комесар, што ако немаме 8 пратеници во Европарламентот, ворете тоа и мислам дека една спасоносна идеја, а ја сврзувам Не, 8 не сега го имаме европратеници, но во оној дел од системот на одлучување каде што може да се стави вето, извинете вака, ама целиот полуостров, не само ние, се покажа како прилично нефункционален во однос на таа работа. Значи да влеземе ние во Европска економска заедница сме, пак ќе кажам популарен речник, на коњ. Да. Но со оглед на околностите и со оглед на тоа дека сите сценарија не се многу позитивни за проширувањето, мислам дека тоа треба да биде една стратегија на краткорочен план, која што заедно со она што се вика развоен план на Европска унија за Западен Балкан ќе ни даде поголеми можности за развој на економијата, компаниите да извезуваат, па и луѓето да одат и да работат таму и да има поволности за нив. Меѓутоа ќе биде и на некој начин поволно од економска смисла, затоа што развојот на Бугарија, на Романија, на земјите што се последни влезени и на Хрватска е главно тие, да ги кажам, структурни фондови, кохезивни фондови за посиромашни региони и држави во Европска унија. 10 пати поголема сума влегува пари во Бугарија по жител, по глава на жители во Бугарија, отколку во Македонија со ИПА фондовите. Овој план на ЕУ на некој начин сака да го премости јазот и одлична можност за развој на економијата во Македонија и во цел Западен Балкан, плюс ова што сме зеле кредит од 500 милиони евра од Унгарија по поволни каматни стапки што може дополнително да живне економијата и ако се среди работата политички, правно, судство, обвинителство, демократијата малку се покрена на повисоко ниво, ние сме во една добитна комбинација, на некој начин
ќе го оствариме тоа што со години го сонуваме Македонија како европска држава. Иако формално нема да бидеме дел од Европска унија, меѓутоа како дел од Европска економска заедница, како развиена земја и демократски, политички и секако, ќе на некој начин ќе успееме во она што не е план од почетокот, тоа е евроатлантските интеграции. Жидес Даскаловски, ти благодарам. Тука негде ја завршуваме нашата емисија. Добро. Интересно излагање, интересни ставови. Со кој што ти многу не се согласуваш. Ево, со доларовки се напушта Кина, ке правеле нешто, ајде бе. Ние сме за долар, нели? Да, како? Ние сме за доларот. Ние сме за сите валути. Ти си за сите валути. Браво. Ова е тоа. Ние сме за сите, примаме Може се. и тетер, и биткоин, и етериум, све примаме. Слушаат гледачите Дури така ние што можете криптодонација да ни дадете како радио, да не поддржите ако сакате. Ке те обвинат одма за пиради медална шема, некоја немој. Не, ја за тоа барам донација, не викам дека ќе им ги вратам парите. Ја не ги пуштам у програма да зборат, ти ми викаш парите да им ги вратам. Ако некој сака да плати слободно, тоа се Па вика. може да ти кажеме вакви заинтересирани што сакаат да зборат у радио, да им даеме секунда и 1000 денара. Да пиеме едно кафенце на нивна сметка. Чиичка. Па секунда и 1000 денара не е само кафенце. Кафенце, Тука и чиичка, бифтече, пифтече. и путување, странство, све има со тие пари. Нешто за кое што ние сега пари немаме. Ако удриме, да удриме на скупото. Благодариме професоре за гостувањето. секогаш. Останете, Благодарам вас. почитувани слушатели, со нас. Утре сме заедно со неповторливиот Агим Јонус.